Смени во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН од партијата велат дека со новите членови се очекува освежување на идеите за работа и дополнителен ветер во грб. Екс-директорот на Елем Христијан Мицковски е новиот генерален секретар, доаѓа на местото на Емил Димитриев кој останува член во извршниот комитет. Како нови членови влегуваат историчарот Никола Србов, нефрологот Игор Николов, докторот Сејат Солаковски, поранешниот министер за странски инвестиции Джери Наумов, кошаркарот Дејан Јовановски, но и граѓанскиот активист Богдан Илиевски и поранешниот владин портпарол Александар Ѓоргиев. Вкупно 20 нови имиња во новиот извршен комитет. Во него од старите кадри на ВМРО-ДПМН остануваат пратениците Димовски, Милошовски, Ѓорчев, Рангелова, но и екс-министрите Поповски, Тодоров, Ставревски и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Во извршниот комитет повеќе не е и екс-директорот на УБК Сашо Мијалков кој си поднесе оставка од сите партиски функции. Во извршниот ги нема екс-министрите Јанкуловска, Јанекиевски и Пешевски, кои се обвинети во неколку случаи што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Централниот комитет на избраните во извршниот им дал целосна и едногласна поддршка. Во ВМРО-ДПМН сметаат дека во партиските органи им се приклучуваат докажани луѓе. Оттаму додаваат дека подновениот кадар на извршниот комитет веднаш ќе почне со подготовка на членството за локалните избори, ќе продолжи и со средбите со граѓаните, симпатизерите и поддржувачите на партијата, со цел како што се посочува да се извојува победа. Социјалдемократите сметаат дека новите членови во ВМРО-ДПМН се шминка што се прави преку ноќ и нема да ја демократизира партијата. Велат дека кај нивните опоненти потребни се крупни партиски реформи. Инаку од ВМРО-ДПМН информираат дека на состанокот на Централниот одбор бил разгледуван договорот за добрососедство со Бугарија. Партијата и покрај големата желба нема да е во можност да го поддржи овој договор во собранието, пишува во партиското соопштение. Наведуваат дека ниту една нивна забелешка не била прифатена, а со договорот неприфатливо е да се негира македонскиот јазик и заеднички да се прославуваат историски настани.